Дали има друго место за еден македонец, освен Македонија? Прашал Делчев. Македонија е се што имаме, рекол Глигоров. Сите ние заедно споделуваме една судбина, наречена Македонија, кажал Трајковски. Тоа се познати цитати од говорите на луѓе од различни генерации, кои живееле во различни времиња, но се воделе со иста мисла за реализирање на иста цел. Македонија, земја на македонците. Ако постои нешто безценето за еден народ, тогаш тоа е неговата татковина. Родината која му пружала тло, на кое цврсто ќе застане, име со кое ќе се гордее и химна која со восхит ќе ја пее и слуша. Татковината е највредното богатство за еден народ. За неја вреди да се бориме, да се жртвуваме, зашто така го отплаќаме долгот кон предците кои се заложиле денес да живееме мирно и спокојно, а истовремено обезбедуваме безгрижен живот на идните генерации. Љубовта кон татковината е неизмерна, бесконечна, непобедлива. Таа е поттик за многу големи дела кои луѓето ги создаваат. Љубовта кон татковината е единствената потпора во животот. Но љубовта не значи само да ја сакаш татковината. Љубовта значи и борба, вечна борба, исконска борба. Оти нашата мала, преубава и единствена Македонија е напатена земја. Низ времињата над неја виселе темни облаци, од алчни, ненаситни грабливци, кои ја делеле, ја распарчувале, ја присвојувале оваа библиска земја. Но секогаш низ облаците се пробирал зрак на надеж, зрак на непокор, зрак на гордост, за подоцна да прерасне во огромна светлина, што значеше слобода. И тргна Македонија по својот пат, да се пробива низ безпаќето кон единствената возвишена цел – големото европско семејство. Тоа е трмлив пат, пат кој го обележува името на председателот Трајковски, пат по кој сигурно чекориме, пат на некои модерни битки, од кои сигурна сум дека Македонија ќе излезе како победник. Гаранција за тоа е народот наш македонски. Кроток, гостопримлив, но секогаш спремен да покаже онолку љубов колку што е доволно кон својата мајка Македонија. Овој народ низ историјата многу напатен, а сепак неуништив, како феникс се крева од пепелта, бидејќи неговата судбина е сплотена во големата синтагма на вечниот Петре М. Андреевски. Пирејот е троскотна трева. Некои ја викаат и кош трева. Ама ти, колку сакаш кошкај, корми ја, куби ја, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе се фали. Ќе ожи, ќе потера. Ништо не ја ништи таа трева. Од љубовта на овој народ се храни, пие, се крепи нашата Македонија и ќе живее не уште еден ден, 2, година или деценија, ами со векови, безвременско, вечно. Ви благодарам.